Добар ден, почитувани, ова е стартот на најновата Телма амбуланта. Денеска ќе зборуваме за контрацепцијата при спречувањето на несаканата бременост и ширењето на сексуално преносливите болести. Има неколку типови различни на контрацептивни средства, кои се предностите и недостатоците на секоја метода. Има ли некој контрацептивно средство што нуди 100% заштита? Потребно ли е некогаш да се користат неколку контрацептивни средства за да се постигне посакуваната заштита за бременост и инфекции? На оваа тема денеска ќе зборуваме со асистент доктор Димитар Калчовски, гинеколог акушер од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Ќе погледнеме блок реклами, а веднаш потоа започува разговорот во студиото. Останете на Телма, следува навистина емисија полна со корисни информации. Асистент доктор Димитар Калчовски, гинеколог акушер од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство, е денеска гостин во студиото на Телма. Добар ден, докторе. Добре ни дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Пред се да изразам благодарна за поканата да учествувам во вашата емисија. Денеска ќе проговориме за разните типови на контрацепција, за предностите, но и недостатоците што секоја од овие методи ги има. И веднаш ќе започнеме со оние кои што најчесто се применуваат кај нас, а тоа се кондомите, диафрагмата, спермицидите, контрацептивните апчиња, спиралата, природните методи на контрацепција. Докторе, ќе започнеме со кондомите, кои што најчесто се употребуваат и најлесно би рекла. Колкава заштита овозможуваат кондомите, односно презервативите, кога станува збор за заштитата од бременост? Така е. Видете, сите овие, што ги кажете, контрацептивни средства, никој не може да гарантира 100% заштита од несакана бременост. Сите си имаат своји предности, но секако и негативни моменти. Точно е дека најчесто користените секако се кондомите, се најраспространети, највеќе разговарано во врска со нив, конкретно за наша држава, мислам статистички се најчесто користени, но и самите тие пак не можат да обезбедат 100% заштита за потенцијално несакана бременост при користење секако во нивната примена за несакана бременост. Исто така нивната примена е точно, како кажавте вие, и за потенцијално спречување на ширење на сексуално преносливи болести. Штитат кога станува збор за сексуално преносливите болести? Точно, штитат, но пак ќе кажеме, нема ништо 100%. Некоја се статистика покажува дека нивната заштита може да достигне и за бременност, и за преносување на сексуални преносливи болести до 99%. Така да се исклучително корисно средство и мислам средство кое што може да се користи секако за во заштита за потенцијална бременост или за сексуално преносливи болести. Дали различни брендови штитат различно? Има ли врска каков презерватив ќе се купи? Па вака, видите, претпоставам дека сите брендови си имаат своји некои студии, испитувања кои што си ги правеле, сите они си имаат одредени мислам статистики кои што кажуваат, но верувам дека сите тие даваат одредена стварно висока заштита. Конкретно дали некој бренд е тотално по-добар за користење или не, искрено тоа не можам да го кажам, значи тоа оставам на самите луѓе тоа да си го одлучат, но генерално мислам дека се сосем во ред и во ред е да се користат за овие ситуации во кои што би биле потребни. Важно ли како се чуваат кондомите? Па да, си имаат, мислам дека они одредени услови во кои што треба да се бидат чувани, си има на самото пакување кое што е запишано, значи начинот на кој што треба да се чуваат. Нормално ако се изложени на изразито силна, мислам, сончева светлина или во изразито топла средина ако се чуваат, дека мислам дека ќе изгубат својата функција. Така дали немаат некои си посебни услови за чување, за да можат да се секираат потенцијалните корисници на нив дали ќе изгубат својата функција, секако дека треба да бидат запознаени и корисниците дека пак како што кажаме, ништо нема 100% гаранција, но во изразито голем процент би ја извршиле својата функција и користењето на кондомите. Треба правилно да се користат? Секако дека правилно користење на кондомите е многу битно за да се достигне важно е каква големина се зема сето тоа? Така е, тоа пак ќе кажеме, значи треба колку повеќе се користат, значи толку нормално самите средства, толку самите корисници ќе имаат искуство за тоа користење, но видете во секој случај многу е
добро и полезно е да може да се консултираат. Секако, машката популација со уролози, женската популација доколку има потреба да се советуваат со гинеколози, со своите гинеколози, така да никогаш не штети добар совет и потенцијален разговор, секогаш тоа може да биде само плюс за самите луѓе. Употребата на лубриканти може да ја намали заштитната функција на презервативот, на кондомот? Мислам дека не, односно дури по тоа што сум запознаен, значи самите презервативи, самите брендови веќе во самите кондоми имаат одреден слој на лубрикант, така да не може тоа да влие. Одиме понатаму, следното е диафрагма, нешто што го употребуваат како заштитно средство жените, се користили често кај нас? Искрено да кажам, значи моето искуство, немам некое големо искуство дека стварно жените користат ова средство за контрацепција. Иако е нормално, одамна е познато, на пазарот конкретно во Македонија немам, пак да кажам, одредено искуство дека е достапно доста често. Секако многу се тука повеќе кондомите кои што ги спомнавме, диафрагмите се контрацептивно средство кое што треба да го аплицира самата жена, се поставува интервагинално и на грлото на матката се поставува интравагинално, значи се поставува пред грлото на матката, односно на некој начин како еластична бариера која што не би дозволила, значи, спермалната течност да дојде до... Од каков материјал е направен? Тоа е од гума. Тоа во принцип би требало да е малце задебелена гума, во принципот би требало да биде на некој начин сличен како презервативот, како кондомот. Со тоа што ова е средство кое што би го поставиле самите жени, но пак ќе кажам, некои статистики кои што ги се достапни, сепак контрацепцијата, процентот на контрацепција, односно заштита е помало отколку користењето на кондомите и претпоставувам дека поради тој факт и фактот дека самите жени треба да го поставуваат пред сексуалниот однос и така натаму, за тоа не е толку често користлив во барем јас што сум запознат кај женската популација. Доколку некоја жена одлучи да користи диафрагма, дали пред незиното аплицирање е подобро да консултира гинеколог како да се направи тоа за правилно да се постави? Едноставно ли е аплицирањето? Па видете вака, едноставно е секако за тој што веќе го користил, за тој што верем го видел, но доколку има некакви било какви нејасноти во врска со било кој од овие контрацептивни средства, секогаш е пак ќе кажеме пожелно да се консултира со стручњак, во случај кој што рековте гинеколог или во случај за машки да се консултира со уролог. Постојат сега премногу едукативни видеа, знаете како, мислам, самите клиенти кои што ова би користеле овие средства, веќе се модерен светот, они све може, да, сега се информирани доколку сакаат правилно се информираат, бидејќи овој свет на информации секогаш имаме пожелни информации, но имаме некои информации кои што баш не се целосно користи, не се целосно вистинити. Така да има доволно информации, има на веб страните и особено на Сдруженијето кој што е Маго, има таму многу интересни видео презентации кои што може да бидат. На самата веб страна на гинеколошката клиника, таму има некои информации кои што може да стварно да се едуцираат, да видат, но пак стои моментот дека доколку нешто има потреба, секогаш може да се консултираат со гинекологот или со уролог. За диафрагмата да ја постигне посакуваната заштита од бременност, колку време по сексуалниот однос не треба да биде извадена? Па, видете, не би требало веднаш да биде извадена, но би требало да биде после одреден временски период. Дали тоа ќе биде за некој половина час, дали после саат време, ме разбирате, значи сепак не треба да биде веднаш што е извадена, после одреден период тоа требало да се отстрани за да се има свој ефект. Една диафрагма може подолго време да се користи? Па пожелно е да се користи еднократно, во секој случај еднократно. Да, бидејќи во тој случај нема да имаме можност за заштити доколку е истиот партнер секако, но доколку се различни партнери секако, па сексуалните преносливи болести тука може да бидат пренесени, ме разбирате. Но диафрагмата не штити од сексуално преносливи болести? Да, генерално нема таа превенција како сексуално преносливи болести, повеќе таа се користи за заштита од бременност. Но пак ќе кажам, искрено искуството барем за Македонија и барем моето искуство не е толку големо за да можеме да го коментираме, а и мислам достапноста. Стварно мислам дека е барем јас кога сум информиран од пациентите што сум разговарал, не е толку достапно, значи не може да се пронајде во секоја барем аптека или на секој
киоск, за разлика од кондомите кои што нели можеме во секоја продавница се најде. А што е со спермицидите? Тоа не е следното на Да, листата со најчести типови на Тоа се контрацепција. Ги има кај различни нас? Ги средства. користат често? Пак ќе кажам, мислам дека спаѓа исто во некоја си група, ако може ги поделиме како диафрагмите. Значи некои што мислам тоа се средства кои што се ставаат за на некој начин да се уништи сперматозоидите во спермата и на тој начин да не настане потенцијалната бременост. Но пак, како што ви реков, во групата диафрагмите, користењето на сперматицидите, барем за Македонија, барем за моето лично искуство, стварно не можам да коментирам, бидејќи искрено до сега да не сум сретнал некои пациенти кои што на тој начин всушност користат, односно користат средства за заштита од бременост, односно како контрацептивно Може ли да средство. предизвикат некакви иритации, алергии со оглед на додека се некои химикали кои што уништуваат? Секој организам е различен, не можеме да тврдиме, значи нели може да биде некој организам да направи непријатна средина, непријатно чувство, може да направи иритација и во тој случај нели во прв момент веќе треба да се престане да се користат и да може да се консултираат со советен специјалист. Тука си контрацептивните апчиња. Така е. Дел од жените се одлучуваат на таков начин да се заштитат од несакана бременост. Колкава е ефикасноста на контрацептивните хормонски апчиња? За жал, пак ќе кажам, за жал, многу мал број на жени се одлучуваат да ги користат контрацептивните апчиња во случај за контрацепција. Значи, повеќето од тие апчиња се користат по индикација на доктор, гинеколог во случајот, поради други диагнози, други проблеми кои што ги имаат жените, како некои си ирегуларни крварења или во случај за стерилитет и така натаму, но на запад, колку тие информации кои што ги имаме, стварно контрацептивните апчиња се користат многу повеќе за разлика од Македонија. Иако се трудиме ние, претпоставаме вака во разговори со другите колеги, да се трудиме да им објасниме на жените на одредените предности кои што ги имаат тие контрацептивни апчиња и нормално предности во однос на другите средства контрацептивни кои што до сега ги спомнавме. Успешноста е секако висока доколку се користат правилно. На некој начин, пак ќе кажеме, релативно комплицирана нивната примена, бидејќи сепак се апчиња, треба да се пијат секој ден, одреден временски период, односно најдобро да се пијат во истиот период во денот кога се е пиено претходното апче. Во секоја кутија всушност има одредено упатство кој што треба да се следи од кога да се започне. Постојат апчиња кои што има 21, 22 апчиња, има некои апчиња што се 27 кои што во себе ги користат тие плацебо апчиња кои што немаат активна компонента. Се на некој начин да биде полесно на корисникот, односно полесно на жените да можат тие апчиња да едноставно да ги пијат секој ден. Па ќе кажам, има некои размислувања и во разговори со пациентите при користењето на тие апчиња дека едноставно има негативни ефекти. И тоа е вистина, не може да кажеме дека... Велат дека се поправаат некои од нив. Верувам дека е така. Дека накачуваат килограми. Пак ќе кажам, верувам дека е така, но они секако дека постојат кај одредени пациенти, одредени жени да создадат поголемо чувство на апетит. Но пак ќе кажам, јас во разговор со моите пациенти, никој всушност апчето не е тоа кривото кој што те тера ти всушност да јадеш повеќе. Ако психички си доволно спремен дека едноставно можеш да имаш таков ефект, при користење на таа терапија или контрацептивни апчиња, едноставно ако си спремен психички нема да го правиш тоа и ти нема да ти делува тоа, но како да е секако даваат соодветни негативни ефекти како некоја си оттеченост, поизразито потење, но пак ќе кажеме тоа се исклучителни случаи. Тоа не значи дека кај секоја жена која што би ги користела овој тип на апчиња ќе се јави, точно. И битно е многу дека тоа е барем од искуството кој што го имаме, тоа е одреден период. Односно, секој период, особено кога се внесува екзогена хормонска терапија, веќе не се всушност во случајот се хормони, секако му треба време на организмот да се адаптира, да се навикне. Така да, препораката секогаш наша е минимум да се земаат одреден период. Значи, не да биде тоа моментално, да се прекине и тоа едноставно поради првиот негативен ефект, они да прекинат со таа терапија, не едноставно да продолжат. Простор, време да се навикнат на терапијата. Мора време да се. Но жените се плашат и од долгорочните последици, како што е зголемениот ризик за карцином на дојка или пак
на гениталните органи. Да, има одредени студии кои што укажуваат, но има одредени студии кои што укажуваат дека не се до толку поврзани користењето контрацептивни апчиња. Едноставно советот кој што секоја жена, барем кој што ние кога ги ординираме такви апчиња или може да ги земат, едноставно треба да прават почести прегледи на мислам, збориме конкретно еко на градите, секако гинеколошки прегледи. Тоа не значи дека не треба да идат секој месец на гинеколог, него едноставно треба да се прават почести прегледи. Дали еднаш годишно или во почетокот на користењето на таа терапија може би треба да идат и 2 пати, и до 3 пати, ако треба годишно, но секако треба да прават малце почести прегледи и да се следат. Ниедна од тие промени не може да се случат наеднаш и веднаш со користењето на еден месец на терапија или со тие 5 апчиња и така натаму. Постојат корисници на контрацептивни апчиња со години што ги користат, па никогаш ништо не се случило. Така да само доколку се следи и внимаваат на своето здравје, што и всушност и треба да го прават и без користење на контрацептивна терапија, шансата се минимизира, односно шансите се минимални за да се случат такви промени. Споменавте дека некои ги пијат со години. Колку време може да се земаат контрацептивни апчиња? Може ли во целиот репродуктивен период жената да користи ваков тип на контрацепција? Секако дека може, но пак ќе кажам, со соодветна контрола, односно контрола во однос на тоа да се прават соодветни гинеколошки прегледи, соодветни лабораториски анализи, соодветни трансфузиони испитувања кои што би биле, ехо прегледи кои што би се правиле, значи ако тоа е контролирано и е внимавано и консултирано со соодветни специјалисти, секако дека може и подолг временски период да ги пијат. Доколку жената пропушти да испие едно апче, ќе се зголеми ризикот за бременост или пак две? Секако дека се зголемува, затоа што тие се баш темпирани и концентрацијата да биде константна постојано. Не се препорачува секако да се пијат следниот ден двете апчиња, него се продолжува како воопшто ништо да не било со претходното апче, што се продолжува следниот, но секако дека постои ризик дека баш во тој период, временски период, кога што не било тоа апче земено, да се зголеми шансата за бременост и тоа доаѓа до моментот некој од кога сме разговарали со пациентите во однос на процентот на успехот. Процентот на успехот на контрацептијата е доста висок, односно на оваа терапија. Но не може да биде терапијата крива во случај да пациентката или разбирате пациентот да не ја земал соодветната терапија, да пропуштил и после тоа да обвинуваме, речеме дека терапијата е крива и бременоста настанала ако она не била редовна во земањето на апчињата. Така да треба да се внимава и треба да, мислам, тоа е едноставна рутина. И да тоа најчесто се препорачува кога се читаат по тие препораки каде викаат најдобро ги оставите покрај да ги земате пред јадење, да ви влезе тоа во како рутина, да ги оставате покрај четкичата за заби, да едноставно нешто, некои работи што се случуваат буквално секој ден ги како потсетник да видат така. Можеме да прочитаме дека има и некои пософистицирани форми за хормонска контрацептивна заштита со лепенки, да речеме. Но има ли тоа кај нас и колку е тоа ефикасно? Да, има. Барем колку што среќаваме во следниот временски период, започнува и таков принцип на користење и постојат доста интересни си тие средства како импланти, кои што се ставаат подкожно. Секако, искрено за имплантите не сум запознаен дека се во Македонија, но конкретно за лепенки постојат и барем еден период, кога се сеќавам дека беа, и видете, и тие се ефикасни исто како терапијата, доколку правилно се аплицира, се поставува, во некои тие нивни тупаства треба да се внимаваат рабовите на лепенката да бидат буквално целосно залепени, да нема одлепување на некој дел од лепенката, секако дека имаат истата успешни како контрацептивните пилули, се поедноставни, едноставно се залепуваат, се оставаат по одреден временски период и после тоа, значи немаме оној момент да секој невие да треба, односно шансата да самата пациентка ја заборави апчето да се напие во случај со лепенките или па со имплантите кои што стојат по многу подолг период, да настане некаква си грешка од страна на пациентката. Ајде да проговориме за она апче што се зема ден потоа, ден по ризичниот сексуален однос. Да. Во колкава мера па тоа апче може да ја спречи бременоста? Откако веќе имало ситуација која што би можела да биде вовед кон бременост? Е познато тоа day after pill, како што го кажуваат, таа е во компонентата на прогестеронска компонента и генерално шансата
односно процентот на успех, односно на спречување на бременост е многу големо, односно поголемо е во првите 24 часа, иако во упатството стои дека тоа може да се користи до 72 часа после. Но што побрзо толку подобро. Секако, што побрзо толку подобро, и некаде некои проценти кои што среќаваат се некаде преку 75% успех на спречување на бременоста. Така да тоа е апче кој што го има во Македонија и се користи и се препорачува, и пациентки мои што сме разговарале и мислам и парови кои што сме разговарале го користеле. Не се препорачува да се користи многу често, затоа што некаде, пак ќе кажам, во одредени студии кои што сме читале, некаде се смета дека ако се искористи повеќе од 2 пати во годината, дека секако треба да се консултира со гинеколог, и затоа што може да направи пореметување секако во менструалниот циклус. И тука треба да има позлем соодветна терапија, ултразвучни прегледи, да се консултира со гинеколог, за да може да се, да речеме, да се врати во нормалното менструален циклус, но ефектот кој што е битен во случајот на пиењето на апчето, ако се постигне, тоа е успех. Значи, ако се спречи бременоста, тоа е успех. После другите работи, компликациите. Но не треба на овапче се гледа како на контрацептивно средство, туку како нешто што ќе се употреби emergency, што би рекле, за итни, за итни само работи. во итна ситуација. Итна примена, да, и за тоа е примената. Сепак постојат други доста ги средства кои што ги разговараме, кои што би можеле секако да се користат. Содржи тоа огромна доза на хормони, така? Да, поголема, доста поголема концентрација на хормони, кои што во моментот во првите 24 сата би направиле неприродна средина за потенцијална бременост доколку е случај. Понатаму одиме со спиралите. Така е. Спиралите се употребуваат релативно често кај нас. Па многу повеќе по мое некој искуство со контрацептивните апчиња, да, многу повеќе, бидејќи едноставно се претпоставам вака, пак ќе кажам по разговори, поедноставни за примена, односно пак доаѓаме до тој моментот обврската на пациентката да треба да пие секој ден апче. Спиралата нормално се поставува интерутерино во внатрешноста на матката, постојат два типа, едните се хормонски, едните се бакарни, односно не хормонски. Во случајот за контрацептиви многу почести се користат и како поевтино средство се бакарните, односно они стојат како во внатрешноста на матката, се препорачува некаде околу 5 години до некои си 7 години, да после тоа секако да се промени и прават неприродна средина за секоја потенцијална бременост. Да речеме дека некои си статистички бројки за спречување на бременост е некаде на 90%, односно преку 98%, тоа е релативно доста, но сме имале некои случаи со поставена спирала да останала жената бремена, што е така малце чудно, но секако постои. Но многу е битно, мислам, самите пациенти да знаат дека не е тоа долгорочно, пак ќе кажеме подолг временски период, некои си 5 години кои што би може да се користат, но едноставно за жал сме имале некои пациентки кои што носеле спирала и повеќе од 15 години, 20 години, тоа не се препорачува, едноставно треба да се промени спиралата, да се извади спиралата, да се постави друга доколку им одговара на самите пациентки тоа средство. Постојат ли ризици за женското здравје да се повреди, да речеме, зидот на матката и слично? Не, тие се толку се, како да речеме, пластифицирани, така да не. И самата апликација може да се аплицира и во амбулански услови, и самата екстракција, односно вадење на спиралата, исто може да се направи во амбулански услови, така да можноста да се повреди зидот на матката не би можело, односно при самата манипулација, ама пак ќе кажеме, тоа толку едноставна постапка што до сега јас лично немам такво искуство, но пак ќе кажеме, доколку се пратат упатствата, односно временскиот период на користењето спиралата не остане подолг период, бидејќи ако стварно остане многу подолг временски период, како што ви кажам, примерите преку 10-15 години, постои можност на зараснување на спиралата во внатрешноста на матката и екстракцијата да е многу тешка. А може ли спирала да користат млади девојки? Може да користат. Кому се препорачува? Видете, генерално искуствено кажано, спиралата ја користат веќе жени кои што завршиле со својата репродукција. Кај младите девојки, да бидам искрен, користењето на спиралата не е толку честа. Почесто нормално се другите средства кои што ги зборевме, контрацептивните пилули што сме ги збореле, кондомите, односно користењето на презервативите, но користењето на спиралата кај помладите, јас
искуствено немам големо искуство дека баш млади девојки би користеле спирала, но жени кои што завршиле со репродукција, односно едноставно се решиле дека веќе нема потреба, имаат едно дете, две или повеќе, значи решиле дека не сакаат понатаму деца, тогаш да, многу почесто се користи спиралата и таа спирала кој што ја реков, место хормонска спирала, кој што исто се аплицира кај жени кои што веќе се во перименопаузалниот период, каде што имаат и неправилни нерегуларни крвања, менструални крвања, секако е тука исто е доста пожелно ја аплицираме таа спирала хормонска, каде што во еден момент и спречува од контрацепција, но секако и го регулира и менструалниот циклус. Кога станува за природниот начин на контрацепција, тоа е последното нешто што денес ќе го искоментираме, а се однесува на најчестите типови на контрацептивни средства, на што треба да се внимава? Еве, жените дали треба да си го знаат добро својот менструален циклус, да знаат кои се плодни денови? Тоа секако е пожелно, нормално за секој човек е најдобро да се знае своето тело, секако за жените да се знаат својот менструален циклус, но тоа никогаш нема правила, односно никогаш не може точно да се знае, иако има некои методи, има некои тестови, мерење на базални температури и така натаму, но пак ќе кажеме, гаранциите не се многу големи при користење на овој начин на како контрацепција. Значи во случајот завршување на сексуалниот чин пред ејакулација е можен и се користи, значи барем во разговори со пациентите кои што разговараме, но никогаш не може да даде такава гаранција и успех како другите контрацептивни средства, затоа што секогаш таа спермална течност и пред ејакулацијата постојат сперматозоиди во таа спермална течност, така да може жената да остане бремена, односно предходно без да се настане ејакулација, секако. И воедно, ако збориме како контрацепција е во ред, може, но пример без заштита за сексуална преносливост, тоа што не штити воопшто, значи секогаш останува некои од другите средства за да се користат. Доколку жената има менструален циклус од 28 дена, кога би биле плодните денови? Па некаде би требало да бидат околу 13-14 ден. Тогаш е всушност најризично, но ризично е и пред тоа, така е, 7 дена потоа или 10 како тоа доаѓа? Па неколку дена пред тоа, 2 до 3 дена пред тоа, бидејќи се смета дека животниот век на сперматозоидите е скоро 72 часа, така да постои момент да се настане и претходните денови и после тоа. Така да затоа рековме, тоа е начин кој што е во ред, но пак ќе кажеме не е секогаш поуздан, односно не е секогаш доверлив. Да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта, почитувани од овој момент емисијата е контактна. Докторе, минатата недел имаше еден настан, ајде да се мазиме, ама да се пазиме, така, во организација на Македонската асоциација на гинеколози и обстетричари. Да. Меѓу другото, направивте и ова асоциација направи една анкета помеѓу младите, кои што говорат всушност за начините со кои што се заштитуваат од бременост и нивното познавање за сексуално преносливите болести. Можете да ни кажете како се правеше таа анкета пред да ги искоментираме резултатите? Секогаш, мислам, сето таа кампања секогаш беше положена и од други движенија и од клиниката за гинекологија која учествува и секогаш е така да речеме тема, интересна тема. За жал, не знам дали можам да ја дефинирам како табу тема кај младите, но се уште постои некој начин за потешка комуникација со младите во однос на овие проблеми или ситуации, да ги кажеме, не се проблеми, него да речеме ситуации. И секогаш пак ќе кажеме, модерното време е такво да може да се постават такви интернет анкети каде што ги се замолуваат секој кој што е заинтересиран, односно е во таа возрастна група да може да одговори на одреден број прашања и секако тоа све без да се постават генерали, односно анонимно. Има доста интересни резултати кој што мислам дека ќе ги искоментираме, ќе ги погледнеме резултатите на мониторот, но претходно ќе ги вклучиме гледачите со нивни прашања, а резултатите на вистина треба да се искоментираат, бидејќи јас прочитав неверојатни одговори за одредени работи кои што сметав дека се општо познати.
Треба, според мене, дефинитивно треба многу почесто да се разговара на оваа тема. Секако треба да се разговара со младите. Оваа кампања беше опфатено разговори во студентските домови, државните студентски домови и со присуство на пулт во Сити Мол, така да се делеа рекламни материјали во пишана хартија, се делеа контрацептивни средства, презервативи и знаете како пак колку повеќе се разговара на таа тема со младите, толку е подобро. Тоа е дефинитивно. Дефинитивно да го слушаме прашањето на гледачот кој што очекува вклучување во денешната тема амбуланта. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Прво поздрав до вас и до докторот. Благодарам. И сакам да поставам едно прашање. Така. Може со малку настрана од темата, во врска со полипите. Добро. Што ви интересира во врска со Вака полипи? сега, тоа се работи за девојка, имала полипи и си примала терапија и сега во меѓувреме останува бремена. Полипот више го нема. Не се гледа, никаде го нема на матката кај што пред тоа бил, претходно што бил. Дали полипот е исчезнат или пак дали смета на плодот нешто тоа? Така, добро, ќе ви благодарам за вклучувањето во програма. Ова е малку надвор од темата, но сепак е загрижена на гледачката за оваа состојба. Предпоставам дека се работи за ендометриален полип, затоа што нели постојат можности да види тој цервикален полип, значи ендометриалните полип кои што се во внатрешноста на матката, они повеќе, гледате, не може да се знае со сигурност, значи иако на ултразвук некогаш сме многу убедени дека некои си одредени промени на ендометриум што гледаме односно во матката личат како ендометриални полипи и истите како такви после тоа најчесто може да прават проблем или при интраменструални крварења, но истекако може да прават проблем и за воопшто останување на бремени на самите пациентки и во тој случај се решаваме тие да ги отстрануваме. Соодветна метода која што исто така го работиме тоа на нашата клиника е хистероскопска полипектомија, односно со влезување на камера да се визуализира стварно дали е таа промена како полип, дали воопшто ја има и доколку ја има таа да се отстрани. Во случајот за пациентката одговориме, значи веќе пациентката што ме настаната бремена и веќе бременоста е во сосем добар ред, не може ништо што да се промени или воопшто да се секираат за полипот дали воопшто бил претходно или не бил, едноставно нека дај Боже да бременоста си биде како што треба, да се следи бременоста и да не се секираат во однос на дали имало полип или дали сега го има полипот и така натаму. Веќе чиме настаната бременоста и бременоста си тече, се надам во се најдобар ред, тогаш воопшто да не се секираат. Ајде сега, добив знак уште еден гледач. Пред да ги прокоментираме резултатите од испитувањето, ќе слушнем уште едно прашање од гледач. Се надевам дека е поврзано со темата на која што говориме. Добар ден. Ало? Повелете, во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден. Сакам да ве пофалам дека со ваков тип на тема досега не сте биле и сакам да поставам едно прашање до докторот. И ви благодарам за поддршката. Повелете. За контрацепцијата најмногу се зборува во емисијата за предностите, недостатоците, односно за спречување на бременост и инфекции. Докторот во текот на емисијата кажа и една реченица кога може тие контрацептивни апчиња да се употребуваат. Сега прашањето ми е што јас сум мајка на 10 годишно девојче што доби менструација. Првата менструација и траеше 15 дена, обилна крварење, и во консултација со мојот гинеколог, тој ми рече сега ќе ги пратиме понатака како ќе се одвиваат циклусите, па ако треба ќе дадеме и некоја контрацепција, концентративни апчиња. Па дали може, сакам да прашам на толку мало девојче, да се почне да се даваат такви контрацептивни таблети? Споминавте колку години рековте? Дали добро ве слушам? Многу и рано, многу рано, според мене. Така, јасно. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што се советува ваков случај? Вака, значи до Кај детски мешање. ендокринолог може би треба да се поиде? Секако, мислам, верувам дека е консултиран или гинекологот доколку е искусен, секако се ординирал соодветна терапија. Значи, контрацептивните апчиња кои што ги споминуваме претходно, се истите хормонски апчиња кои што и ние ги даваме и ги ординираме кај пациентки со нерегуларни менструации, јувенилни вакви крварења во случај како кај пациентка, значи тие се тие терапии кои што
покрај како контрацепција што се даваат на девојки и жени кои што сакаат да спречат бременност, се истите тие апчиња кои што може да ги ординираме и кај млада популација или кај повозрасна популација. Ме разбирате, така да нека не се секира господјата во однос на користењето на контрацептивните апчиња, хормонските апчиња кај нејзината ќерка, затоа што и ние ги користиме истата таа терапија ние даваме на такви пациентки, односно на девојчиња во млада популација, затоа што видите најбитно во случајот е да се спречи крварењето, доколку крварењето кај такви девојчиња, односно во случајот кај нејзината ќерка е пообилно, долготрајно, секако дека ние ординираме и таква контрацепција, но како што разбрав од разговорот, докторот проценил дека треба да се почека да се види дали следните менструации и доколку ги има, бидејќи пак ќе кажеме релативно е млада девојче до 10 години, но нема правила, значи може следната менструација да биде за 2 години, може да биде сега да се регулира менструалниот циклус, тоа нема правила, така да мислам дека е правилно постапено да се почека да се види во случајот дали ќе биде таа обилна, продолжена менструација и во тој случај, доколку процени секако гинекологот, да се ординира. Така да, нека не се секира господјата за користењето на контрацептивните апчиња, ако докторот стварно процени дека може да се користи, може да се даде. Бидејќи се порано девојчињата добиваат. Така, и тоа е факт, и секако дека доколку има потреба може да се ординира. Значи ние такви пациентки и секако доколку такви менструации се продолжени, имаме посебно оделение на нашата клиника каде што и се хоспитализираат такви пациентки ако се процени дека има потреба за тоа. Ајде сега да ги продискутираме анкетите. Значи првата анкета, 60% од испитаниците се на возраст од 15 до 24 години, од вкупниот број на испитаници 53,8% се девојчиња, жени, а 45,7% момчиња, мажи. Еве ги резултатите, ќе може да ги прочитаат и гледачите. Дури 71% од испитаниците имале барем еден незаштитен сексуален однос, 46,8% редовно користат кондом, 31% никогаш, 23,1% односно никогаш, 48% од испитаниците сметаат дека кондомите се скапи, 90,8% не практикуваат друга модерна конзервативна метода. Докторе, значи главно се околу кондомите. Се користат кондомите. Да, како што рековме. Така, видите, но и сметаат дека се скапи, со ова се согласувам. Се согласувам за буџетот на младите, точно, тоа воопшто не е кажам. едноставно. Да, може би за тоа се вакви и процентите на крајот на криштата. Може би, сигурно дека има ефекти тој момент, но повеќе сметам дека е, пак ќе кажеме, не тоа табу тема, него едноставно не е доволниот разговор и објаснувањето на младите што значи пред се сексуалниот однос, кои последици може да ги има, нели, бременоста како еден момент, сексуално преносливите болести како друг момент, така да мислам дека и се тоа туку битен, но дефинитивно се сложувам за буџетот за млад тинејџер, како рековме ние од 15 години до групата ето. Од сега ќе проверам од 15 до 24 години. Така, значи тоа се секако млади тинејџери кои што финансиски, мислам, презервативите како се движат со цени, некои си околу 100 денари или поскапи, мислам колку да е, на секако дека за нивниот буџет е тоа е многу. И тоа е нешто што не знам како би можело да се реши, ние можеме да разговараме секако како вие здруженија што ги кажавте и при клиниката за гинекологија да се помогне, да се дадат, да се едноставно се донираат повеќе контрацептивни средства, тоа секогаш е плюс, но така, има некои моменти што ги споминјаме од оваа анкета, каде што рековме дека веќе 70% од нив имале незаштитен однос. Покрај тоа што го збориме дека имале сексуален однос, тоа што не можеме да дефинираме, ќе нели сепак е возраст од некои си десетина години, сепак имаме момент незаштитен однос, барем еден, што пак е битен момент, битен факт, така, што мислам дека треба стварно да се разговара многу со нив. Докторе, само да го видиме и другиот дел, бидејќи ми истече времето за денеска и од таму сакам нешто да искоментирате накратко и се однесува на проценка на предзнаења за сексуално преносливи инфекции. Поголемиот дел од испитаниците се на возраст од 15 до 18 години, вели 43,4%
4% од сексуално активните испитаници никогаш не биле на гинеколошки, уролошки преглед. 80% од испитаниците не знаат да наведат најмалку 3 сексуално преносливи инфекции. Генерално одговорите ги содржат ХИВ и СИДА, како две различни сексуално преносливи инфекции, но во 30% од одговорите испитаниците ги наведуваат и другите сексуално преносливи инфекции како сифилис, кој што го има повторно, гонореја, кламидија и ХПВ. 40% од испитаниците не знаат што е ПАП тест и која е неговата превентивна улога. Всушност мене повеќе ме изненади резултатите од овој дел од анкетата. Секако, видете, мора да се, пак ќе кажам, разговорот е многу битен во фамилијата со родителите пред се, но мора да разберат, значи и младите и родителите, значи мора да разберат, не мора да значи секогаш одењето на гинеколог или уролог, гинеколог во случајот, дека тоа мора да биде преглед, дека мора да биде тоа ултразвучен преглед, дека мора тоа биде вагинален преглед и како да е. Едноставно треба да користат услугите од својот матичен гинеколог, од било гинеколозите во секундарно терцијарна установа и некогаш е за разговор, затоа што и тоа е многу битно да може да се објаснат сите работи и понекогаш и младите повеќе слушаат некој од надвор, него своите домашни кои што постојано ги разговара, така да дефинитивно јас сум за тој момент дека треба многу повеќе да се разговара за оваа тема, да не биде тоа да се сведе од една недела, да не се чека моментот од кога ќе се случи нешто, после тоа да се решава, него треба предвремено да се разговара, постојано дури едноставно стане и досаден ако треба за тој разговор. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување. Ви ние што почесто ќе зборуваме на оваа тема, бидејќи очигледно свесноста треба да се крене. Докторе, ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и вас. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Се гледаме секој работен ден на Телма. Пријатно.